Дали вистинската причина за вашето одбивање за парламентот да се состане повторно лежи во нешто друго? Например, во желбата Чулев сепак да остане министер за внатрешни работи, бидејќи ако парламентот се собере, може да се наметне прашањето на негова смена. Видете, апсолутно да, легитимно е тоа. Ако се собере парламентот, да се наметне прашањето на негова смена во услови кога имаме техничка влада. Истото како што тоа го направија со повторно противзаконски со еден друг министер кој што беше на предлог на ВМРО да помине, тоа е госпоѓата Мизраки. Тоа се вика влада, според законот се вика влада за организирање избори. Ако нема избори, тогаш зошто Чулев е министер за внатрешни работи? Видете, прво тоа е исто така сама по себе неуставна и е плод на еден консензус кој што е неправен и токму тогаш почитуваната професорка се гади од тоа што и јас исто и вие предпоставувам што тогаш е сторено кое што е спротивно на уставот и законите, но за тоа некои други треба ли Чулев да биде министер за внатрешни работи сега во овој момент? Се додека Оливер Спасовски е технички председател на влада и сега ако постои и функционира оваа влада и се додека е избран од страна на парламентарното мнозинство, би рекол акламативно Наке Чулев, тој ќе биде министер. Но дали затоа не сакате да се собере парламентот? Не сакаме, ви кажувам, не е дали јас сакам или не сакам. Васко, тука е суштинската грешка, не е проблемот дали јас имам желба да биде тоа вака или така, нит сум султан, нит сум монарх во оваа држава. Проблемот е дали е тоа според устав и дали е согласно правото во оваа држава. Не е тоа дали Наке Чулев ќе бил министер или немало да биде. Некам повторно не ме враќате на политичка тема, ова не е политичка тема. И сакам тука да направам јасна дистинција. Или ќе го почитуваме правото, или ние нема да имаме правна држава и секогаш понатаму во иднина ќе се крши.